уште една емисија на пријатели, емисијата за домашни миленичиња. Се надеваме дека сте подготвени да слушнете совети околу вашето милениче со една единствена порака да му овозможиме здрав живот на нашите најголеми пријатели. Пајде да ве препуштиме на денешните содржини. Денешен гостин е Еуген, кој што во неговиот дом одледува хрчаци како домашни миленичиња. Здраво, Еуген, добро ни дојде во емисијата пријатели. Здраво, добро ми дојдовте во мојот дом. Баш ме интересира зошто се одлучи за хрчак како домашно милениче. Па, значи, јас цел живот сум немал миленици, ни маче, ни куче, заради дека ми е мал дворот. Вака помалце место ствари фаќат хрчаците. Барем и во мојата соба можам да ги чувам, сетивки. Колку време ги одгледуваш и кажи ми дали е тешко нивното одржување и хигиената? Па, значи, ги одгледувам скоро една година. Нивната хигиена не се многу тешки за одгледување. Мислам, јас се грижам сами од себе си за нив. Околу 20 минути дено доволни се за да се погрижи за нив. За чистење на терариумот 30 на минути да виши да биде безпрекорен и миризва да има ништо, затоа што сепак се тие животни. А околу капењето? А околу капењето, значи ако сакаме да ги капиме, но тие се чисти, практично се чисти животни, ако сакаме да ги капиме, можеме да ги капиме со млака вода, но на главата и не ушите да не им нанесиме вода за да не се деси нешто да настинат. Ајде кажи ни нешто повеќе околу исхраната, со што ги храниш и дали им даваш некои додатоци? Па најдобро тој што сака да их храни хрчаците, најдобро да оди во пријатели, има секакви видови на храна за хрчаци, за сите животни. А има и витамини кои би биле поволни да ги земат, кои што ги одгледува хрчаците, затоа што добро е за хрчаците. Им блеска крзното, поздрави се. Практикувам да не им давам сончоглед многу, за да не им се намали видо, затоа што има сол во сончогледот. Така да има мешавини на храни. Ајде малку околу размножувањето. По колку малечки раѓаат и како се справуваш ти додека имаат мали? Па веќе трето легло ми е. Раѓаат околу 7, минимум 7-8 малечки. И значи не смееме да ги доближиме машко и женско од кој ќе се породи. Значи таа од кој ќе се спарат 16 дена ги носи. Значи хрчако женскиот хрчак ги носи 16 дена малечките, од кои ќе се породи. Првите 2 недели тие не гледаат, од кои ќе после 2 недели почнуваат да гледаат, а кои ќе после 4 недели можеме да ги одделиме машки со женски, веќе се самостојни. Дали ги допираш малечките додека се уште цицаат од мајката? Па практикувам да не ги допирам, затоа што мајка како мајка, секако дека тие се мали и ги брани, може да ме нападне, затоа не ги. Дали го разделуваш мажејкот додека имаат малечки? Па нормално да ги разделам, затоа што животно ќе сака да оди да ги намириса. Малечките, а мајката како мајка ќе ги брани, ќе нападни, ќе се скаса, тука поволно е да ги разделиш. Ајде кажи ми дали е скапо да имаш хрчак во домот? Тоест колку средства издвојуваш ти за нив и зашто ги издвојуваш? Па мислам дека е една од најекономичните животни за одгледување, не треба многу средства, само треба да има желба и минимум 20 минути во денот за да одвоите за да ги гледате. Мислам дека секој нормален човек има 20 минути барем во денот за да издвои за својот омиленик. Значи потребни се минимални трошкови за куќарка за нивно каде да спијат, поилка за вода, пилевина и тркалце за кај што треба да се занимаваат да не им е досадно. Ајде да споделиме со нашите гледачи некоја случка која што било интересна ти се случила тебе со твоите хрчаци. Па интересна случка. Јас машкиот хрчак да речам, мислев дека повеќе сака машки. У ствари тој не е машки. Поилката како што ја гледате, нормално дека мора да седи за да пие вода, тој по поилката да си се крачи по терариумот и директ да се префрли кај женката за да се спари, а јас не знаев. Пак го вратив назад, пак тој се качи 3 пати. 3 пати се префрли, а после 3 недели. Значи не ти бегаше? Не бегаше нигде, значи ќе си се покрие двајцата в куќарка или ќе влезе, ќе се гушне и си спија заедно. И дојде крајот на овој прилог, па за крај да им кажеме на гледачите, тоест ти да им кажеш на кого себе им препорачал хрчак во нивниот дом. Па би му препорачал на сите кои што се како во мојата ситуација што немат голем двор, а сакат да имат миленик, може да земат само еден терариум, не опфаќаат многу голем простор, многу големи обавези немат, минимум 20 минути во денот да се позанимаваат со нив, да ги нахранат и тоа е тоа.
Евген, ти благодарам за гостувањето во емисијата, пријатели. Фала ти, и тебе. Се наоѓаме во домот на Дарио, кој што ќе ни раскаже нешто повеќе за расата Лабрадор ретривер. Па здраво, Дарио, ти благодарам што не покани во твојот дом. Имам слушнато дека Лабрадор ретриверите се еден од неколкуте видови кои што спаѓаат во ловечки кучиња и дека нивните шепи се приспособени за пливање. Раскажи нешто повеќе за тоа. Па, добро дојавте најпрво да ви кажам, Вероника, и да, тоа е точно вие што го имате слушнато за лабрадорите. Тие се приспособени за пливање и се ловечки кучиња, спаѓаат во класата на птичари. Но денес ги користат тие и за лов на диви свињи. Некој, што е многу чудно, бидејќи тие, знаеме, обожаваат вода и се приспособени за пливање. Исто, тоа многу помага на нивните шепи што имаат мрежички, со кои полесно се справуваат со пливањето, и да не го забравиме нивното крзно, кое е, да речиме, направено за пливање, да се приспособат во водата. Од каде потекнуваат овие кучиња? Што можеш да ни кажеш за нивната историја и предци? Па, овие кучиња потекнуваат од Америка, од Северна Америка, подочно од полуостровот Ньюфаундленд. Таму тој остров сега се дели на две области, Лабрадор и Ньюфаундленд. Кучето кој е основа на оваа раса се предпоставува дека е Свети Џонс Уатердог, кој е најмногу слично со лабрадорот и ги има истите карактеристики и особини кои ги има денешниот лабрадор. Значи, на таа област, тогаш, како што знаеме, се доселиле многу риболовци, англичани, португалци, ирци, и оваа раса се смета дека е мешана од англиска, ирска и португалски работни кучиња кои користеле во тоа време. После тоа, португалските рибари ја донеле расата мастив и со тоа ги спариле овие две врсти на кучиња и така дошло до расата Ньюфаундленд, и имало две големини, голем Ньюфаундленд и мал Ньюфаундленд. Со тоа што малиот Ньюфаундленд најмногу се смета дека тој е основата на лабрадорот. Малиот Ньюфаундленд ги има истото крзно, истата големина, истата кила, се истото со денешниот лабрадор. Значи, малите Ньюфаундленди ги користеле за влечење на рибарските мрежи од водата, за пронаоѓање на мрежите во водата и слично. Кога се работи за надворешниот изглед, што е она што треба да го поседуваат ваквите кучиња? Значи, овие кучиња ги најпоќе се карактеристични по нивната градба, по нивното крзно, по нивната висина и по нивната боја. Значи, кога да почнеме од бојата, ова куче се среќа во три бои. Таа е кафеава, бела и црна. Црната е основната боја на лабрадорот, иако денес можеме да забележиме дека има многу повеќе бели лабрадори отколку црни лабрадори, а додека пак кафеавата боја е многу поретка. Има тука, да речи, во Битола има само еден или два најмногу лабрадори. Еден е таткото на Блек, а другиот не го знам. Белиот лабрадор се појави за прв пат во 1899 година и тогаш е запишано тоа прво легло. До тогаш сите предци на белиот лабрадор биле убивани бидејќи не знаеле за што се работи. А кафеавиот лабрадор, тој најкасно се појавува во 1930 година. И со тоа што се забележува трибој на лабрадор, но уште може да се забележи како црвенкаста боја на лабрадорот, бидејќи
мешано белиот со црниот лабрадор ја дава таа некаква нијанса на црвенкаста боја. Колкава големина и тежина достигнува оваа раса во просек? Оваа раса ги има на две, најмногу се одгледува на две места, во САД и во Англија, во Велика Британија. Во Велика Британија се донесе оваа раса во 19 век. Во 19 век со тоа што благородништвото донесе голем број на, како што кажав претходно, од расата, кучиња од расата Джонс Ватердог, и со тоа што били измешани, па се отвориле многу одгледувачници во тоа време и благородништвото многу ги засакало, но едно време дошло и до губење на таа раса, до истребување речено на таа раса, со тоа што биле поделени на побогатите луѓе кучињата и за да можат да ги одгледуваат, да ги размножуваат што повеќе, за да може да се развие таа раса повторно. А додека пак во Англија останало се како што треба. И за денешно време во Англија се одгледуваат една врста на лабрадори, а во Америка друга. Во Англија се одгледуваат ги настојуваат да се одгледуваат кучиња со средна раст, со помала тежина, со покрупна глада речам и со поширока муцка. Додека пак во Англија се е обратно. Таму гледат да одгледуваат повисоки кучиња со полесна тежина и со подолга муцка и подолг нос. Иначе и во овие две држави ги одгледуваат и двете врсти на кучиња, само што настојуваат различно да одгледуваат. Твоето куче е црн лабрадор и ни кажа дека се вика Блек. Што се однесува до темпераментот, кои се особините на Блек? Кај лабрадорите сите имаат исти темперамент, сакаат многу да си играат, сакаат многу прошетка, во било кое време од денот да излезеш во прошетка, тие се секогаш расположени. Кај Блек да кажеме дека тој најмногу му ствара задоволство тоа што кој ќе го види поводникот за прошетка, тој едноставно полудва. Многу сака да шета, дрвата, да речеме, му се негова најомилена играчка. Видовте и сами, видовте и како ги пречеква гостите. Многу е радосен кога има луѓе околу него. Имам прочитано дека лабрадорот е здрава раса која што тешко може да се разболи, па дали досега Блек има заболено и ако е тоа така, како се справи ти? Тие се прилично здрава раса, но на 2,5 месеци кога имаше Блек, тој беше не знаевме ништо што му, ни сега не знаеме што му беше. Тој се разболи нешто, значи повраќаше, имаше течен измет и мислевме нема да продолжи да живее, дека ќе умри. Ама то се смени со совети од ветеринарот, татко ми изучуваше ветерина, учеше ветерина и така го спасивме. На секој 2 сати му дававме лесно јадење да може да се и лекови за да може да се одржи. Со што најчесто го храниш Блек, дали му даваш витамини и слично? Покрај храната за кучиња, секој куче мора да прима кафортани, кој му се како калциум за коските, да му се потврсти коските, потоа имаме и апчиња витамини за неговото крзно, за поубав изглед. Дали има несекојдневна случка со Блек која би сакал да ја споделиш со нас? Не можам да издвојам такво нешто, бидејќи секој ден е ново доживување со него, секој ден нова глупост, ќе направи некоја нова глупост, но да речиме, кога одевме кај баба ми и дедо ми на село, таму имаме како капеница, речам, направено и не кешете никако да влези во водата и сите влеговме. Наеднаш сите влеговме, тој изгледа се почувствува сам и никој не го забележа, никој не му обрна внимание.
И едно време осеќам нешто под мене под вода. Нешто ме дупи, гледам тој нурнат под вода и сака да си игра така. Пред да започнеме со снимање ми кажа дека Блек е прилично послушно куче, па дали требаше некој посебен труд за неговата дресура? Па да речам, кај секој куче мора да се обрни внимание и повеќе отколку што треба за дресурата, бидејќи кај секој куче е различна дресурата, некои раси побрзо сваќаат, побрзо учат, некои потешко. Например, кај лабрадор ретриверот е карактеристично што тие се послушни кучиња, брзо учат и брзо сваќаат, брзо ги распознаваат работите. Но дури кога ќе почнеш да учиш нова команда, тоа е тешко, бидејќи ново е за него, може му е, не знам како се осеќате, може му е досадно, може му е глупо, не знам, но карактеристично кај лабрадорите е тоа што брзо учат и брзо сваќаат. Што ќе им препорачаш на оние кои што сакаат да чуваат ваков вид на куче во својот дом? Тие што сакаат да чуваат лабрадор ретривер во своите домови, нема да сгрешат, бидејќи тоа е прекрасно куче. Го знам, тоа го осетив и самиот. Сум имал досега многу кучиња, но како лабрадорот не е ништо друго, бидејќи е многу послушен, не е агресивна раса, мирна раса е и многу сака луѓе, така да многу е хиперактивен, уште еднаш да речам, да сака многу мали деца, тие што имаат во своите домови мали дечиња, многу сака да си игра, исто така е многу мирен со кучиња, не напаѓа кучиња, не кога ќе излеземе во паркот на прошетка, тој секакво дружење има со кучињата, со било кое куче. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето во Пријатели и ти посакувам уште многу убави моменти со твоето куче. Вашето куче вам ви го дава целото свое време, целата негова љубов, па дури неговиот живот. А од вас бара само 10 работи кои ве моли да ги почитувате. Мојот живот трае 10 до 15 години. Секоја наша разделба тешко ја поднесувам и за мене значи болка и тага. Немој во никој случај да ме земеш, па потоа да ме подариш на друг, затоа што јас тебе те запознавам и сакам да сум само со тебе. Подобро размисли за сеова пред да ме земеш. Дај ми време да разберам што бараш од мене, немој веднаш да ми се лутиш. Имај доверба во мене, многу ми значи тоа. Немој никогаш да ми се лутиш и под казна да ме затвораш, затоа што ти си имаш работа, пријатели, слободно време да се дружиш. А јас немам никој освен тебе. Зборувај ми, немој да мислиш дека не те разбирам. Јас можеби не ги разбирам твоите зборови, но го разбирам тонот на кој ми се обраќаш. Знај како да постапуваш со мене, верувај, тоа никогаш нема да го заборавам и вечно ќе ти бидам благодарен си до крајот на мојот живот. Размисли пред да ме натепаш, мојата вилица може многу лесно да ги згмечи коските на твојата рака, но јас тоа нема никогаш да го направам, затоа што ти си ми се. Пред да почнеш да ме навредуваш со непослушен, лош, тврдоглав, мрзаедна, за ништо не те бива, размисли, можеби не сум добар, можеби ме боли стомакот од несоодветна храна, можеби премногу ме четаше на дожд, сонце, снег или пак моето срце не е во ред, а јас за тоа не можам на никого да се пожалам. Грижи се за мене кога ќе остарам, еден ден и ти ќе бидеш стар, па нема да може да правиш многу работи. Следи ме на мојот последен пат. Немој да кажеш такво нешто не можам да гледам или нека умре, но јас да не сум присутен. Со тебе за мене е се полесно за пребродување, па дури и смртта.
гледаме за 7 дена на истото место во истото време. А за денешното издание на пријатели ви подготвивме за крајот еден виц. Влегол човек во продавницата домашни миленичиња да бара папагал. Само што влегол, продавачот му покажал 3, од кои што првиот чинел 5000 денари. Зошто е толку скап? Па затоа што знае да зборува 1000 зборови и решава математички задачи. Овој вториот ви е 10000 денари. Тој знае да зборува 5000 зборови, решава математички задачи и креира компјутерски програми. А третиот колку учени? Тој ви е 20000 денари. И добро, зошто 20000 денари, што знае толку да прави? Па не знам ни јас, но овие сите другите го викаат шеф. Чао, чао.